По 4 години престои во Израел, живеејќи и работејќи на плажите во Тел Авив помеѓу араби и израелци, скопјанецот Љупчо Тасевски се реши да се врати дома. Вели дека тоа го направил затоа што е фамилијарен човек, но и поради актуелната безбедносна состојба во државата. Вели дека е воодушевен многу од сплотеноста на израелците во целата оваа ситуација. Морам да истакнам дека сум многу фасциниран од израелците, како се носат во цела оваа ситуација, како се мотивирани, како се сплотени, сепак се чувствува, нели, воената психоза. Ја најдобро знам, бидејќи 3,5 години работев на плажа во центарот на Тел Авив и драстично се намали бројот на луѓето кои што одат на плажа. Значи, драстично. Но оно што го гледав по улиците, одејќи кон мојот стан, видов огромна сплотеност на луѓето, постојано се собираат. Тасевски додава дека Израел е решен да оди до крај во оваа војна. На секој можен ќош се поставени постери со киднапираните. Значи постојано има на некои места како мини, да ги кажам, како приредби, концерти кои што пеат песни. И ја мислам дека ова што се случи после 75 години, нели, постојани тензии, решени се да отидат до крај и да ја решат овој конфликт, да го решат со палестинците. Се надевам дека ќе биде во некој заеднички мир да продолжи во сето ова. Со внимание ги следи случувањата во Газа и како во Израел се објавуваат информации за војната. Израелските војни сили секој ден на телевизија кажува кој дел од Газа планира да го бомбардира. Малку ми е чудно и несфатливо како може толку луѓе да загинат, а знаат дека ќе бидат бомбардирани. А исто така знаеме, цел свет знае дека Хамас има огромен број на подземни тунели, кои што дури се по 20 на метри во длабина. Значи, не сакам да кажам дека ова е тактика на Хамас да има повеќе жртви, да има поголем одек во светот, ама толку многу жртви, а веќе знаат дека ќе бидат гаѓани со ракети, тоа за мене е малку чудно. А никогаш они не ја гаѓаат целата територија на Газа, него едноставно гаѓаат дел од територија, па тие луѓе имаат доволно време да се спасат. Инаку од појасот Газа успешно беа евакуирани и последните двајца македонски државјани. Станува збор за брачен пар кој од Газа најпрво беше пренесен на египетска територија, а потоа и во земјава. Тасевски пак вели дека познава уште најмалку 10 македонски граѓани кои се уште се наоѓаат во Израел. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.